Почитуван господине Спасовски, добро е што внесовте една ведрина вака во оваа дискусија, зашто не може сериозно да се свати тоа што го кажавте. И ако треба ве пластично да објаснам, вие сте под еднакво добар економист како што сте под еднакво добар менаџер за издавање на лични документи. Јас ќе ви поставам неколку прашања, ме интересира ваше мислење. Повторно од овој прирачник кој што го изработува парламентарната буџетска канцеларија. Еве вака се. Страна 42, буџетски расходи по функции на држава на буџетот на Република Македонија. Програма 703, јавен ред и мир, зголемување 16,3%. Под програма 732, полициски услуги, зголемување 22,5%. Што мислите вие за ова, господине Спасовски? Ве молам, отидете на страна 85 од истиот овој документ. Таму го имате буџетот на Министерството за одбрана. Ве прашувам за тоа, бидејќи бевте долго време активен во безбедносниот сектор. Господине Спасовски, вика раздел на Министерство за одбрана, програма 1 администрација, под програма 1А модернизација на Министерство за одбрана, зголемена ставка 379,1%. Што мислите вие за ова, господине Спасовски? Одиме малку подоли. Под програма ВА интеграција во НАТО 13,1%. За ова кој е вашето мислење? Идеме малку подоле. 482 ставка други градежни објекти, 177% покачена ставка во Министерство за одбрана. Одете да ве замолам на страна 87. Пишува раздел на Министерство за внатрешни работи. Под програма 10 администрација 24,3% покачена. Знаете што е ова? Покачување на плати. Знаете пред некој ден кој беа на состанок со мене господјата Стојановска и полицискиот синдикат, каде што сега е Кузмановски претседател, Кицев кај што беше претходно, и тој кој што вие кажавте не е репрезентативен. И ние им кажавме, има пари за полициските службеници и платата ќе биде покачена за минимум 10%. Одете во 401 основни плати, таму ќе пронајдете. Ете, ако сакате подетално, 8%. Што мислите за ова, господине Спасовски? Одете уште малку подоле, 480 купување на опрема и машини, 166,8% зголемена ставка. Одете уште малку подоле, 483 купување на мебел, 3700%. Вие најдобро од сите нас тука знаете дека ова не е за мебел во канцеларија. Туку е за доопремување на капацитетите. И отидете уште малку подоле, 486 купување на возила, 257% покачена ставка. Ова не е за луксузни возила на функционерите. Ова е за возила на полициските службеници. Што мислите и за ова? Почитувам, господине Спасовски. Благодарам.